Скопје викендов беше домаќин на елитниот турнир во таеквондо Скопје Open. Деталите ги дознаваме утрово од нашиот најдобар таеквондист и олимпиец Дејан Георгиевски. Добро утро. Добро утро. Како помина овој турнир викендов во Скопје? Па турнирот помина одлично. За прв пат во историјата се организира Г1 надпревар тука кај нас во Скопје. Тоа значи дека овој надпревар носи поени за Олимписките игри. Организацијата беше одлична на едно баш врвно ниво како што треба да изгледа Г1 надпревар. 35 држави од целиот свет беа дел од него? Така е, да, имаше многу олимписки медалисти, светски медалисти, освојувачи на медали од Гран При надпревари. Конкуренцијата беше стварно многу силна и буквално беше викенд за уживање за сите љубители на таеквондо. Повторно сребрен медал за тебе. Така е, да. Овој пат јас настапував за прв пат после 7-8 години во Македонија. Првата борба бев слободен, бидејќи имав собрано претходно многу поени. Во финалите се сретнав со противник од Турција, но мора да напоменам дека јас на последниот надпревар во Софија се здобив со повреда на шаката. Иако уште не ми е оздравена шаката, уште сум на рехабилитација, но единствено само ради публиката со моите тренери, со штурмскиот штаб одлучивме да учествуваме на овој надпревар за да ги спочитуваме сите тие кои што дојдат да не подржат. Иако тоа можеби беше малце ризик за нас, ние сепак се нафативме да го направиме тоа. Оваа прилика да се заблагодарам на сите кои дојдат да ме подржат мене, како и сите македонски таеквондисти. Се надевам и сигурен сум дека некоја наредна прилика повторно ќе ги задавам и ќе ги направам да бидат горди. Так, медали освоија и останатите членови од таеквондо клубот Бутел? Така да, во јуниорска конкуренција освоја Дарко и Андреј, освоја злато и освоја сребро и бронзен медал, што тоа е еден добар чекор за нив, а за нашиот клуб, бидејќи што од помалите категории се гледа дека имаме потенцијални многу добри надпреварувачи, затоа што уште се во пораните години почна да освојуваат медали на Г1 надпревари. Во прилика да спомнам исто и Мило Реликта од другиот клуб, но освои златен медал со 3 одлични борби. Така да се покажавме, мислам дека во добро светло вака како домакини, но сигурен сум и секако дека може уште подобро. Се разменуваат ли искуства на вакви турнири меѓу учесниците? Да, знаете како овој еден голем надпревар, исто како што кога настапуваме ние по другите држави секаде во светот, бидејќи како што напоменавме на почетокот, имаше надпреварувачи од 35 земји, имаше околу 500 или 600 надпреварувачи, што тоа е една голема бројка за ваков турнир што прв пат се организира кај нас. Јас сум сигурен дека тоа ќе остане традиција и дека во иднина ќе стигне и до многу поголема бројка и ќе имаме многу повеќе надпреварувачи. Се наближуваат Олимписките игри во Париз, се разбира, тоа е твојот сон. Под претходните ни се врати со сребрен медал, сега очекуваме злато. Се подготвуваш ли веќе? Како течат оние подготовки? Сепак има уште една година? Така да, оваа година е најбитна за следните Олимписки игри, бидејќи на крајот на оваа година се затвараат нормите за Олимписките игри во Париз 2024 година. Па со подготовки сме немале уште не ме почнато, но тоа треба да направиме сега пред светското првенство што ќе се одржи во мај. Почнаме со собирање на поени, овој надпревар исто така носеше поени, претходно што настапив и во Бугарија, во Турција, таму оставив неколку поени, но пресудно за оваа година е светското првенство кога се одржи во Азербејџан, во Баку, бидејќи тој ни носи највеќе поени. На што друго се посветуваш во наредниот пролетен период од сезоната? Па, како што кажа, фокусот на светското првенство, исто така во јуни имаме европски олимписки игри, што Македонија за прв пат доби 4 норми за таму. Тоа ни е многу битно и секако сите Гран При надпревари кои ни доаѓаат оваа година, бидејќи тие носат повеќе поени за разлика од останатите надпревари. Сега во јуни исто имаме Гран При надпревар кој ќе се држи во Рим, во Италија. Тие надпревари периодот ни се најбитни за гледаме чекор по чекор како ќе иде, одлучуваме каде ќе настапиме, каде не. Како што твоите тренери тебе безрезервно секогаш ти даваат подршка и ти даваш подршка на помладите генерации да го одберат токму таеквондото, како твој стил на живот. Така е, да, јас знаете како јам, за сите викам дека треба да се занимаваат со спорт, но од моје лично искуство можам да кажам дека да се занимаваат со таеквондо, бидејќи ќе ги научи на многу работи. Пред се ќе бидат многу здрави, ќе имаат дисциплина, ќе имаат некој здрав начин на живот и се надевам сигурно сите тие не може да бидат олимписки шампиони, но пред се ќе бидат здрави и добри луѓе.
Јан ти благодарам на одвоеното време, секогаш е чест и задоволство да се зборува со вако врвен спортист. Ви благодарам јас многу на покана.